Воведување на сеопфатно сексуално образование во воспитно-образовниот процес бара невладиниот сектор. Истражувањата на терен покажуваат дека младата популација нема доволно информации за репродуктивното здравје, различностите, сексуално преносливите болести, но и за насилството врз девојките и жените. Сметам дека потребата од воведување на сексуално образование во училиштата ќе резултира со огромен бенефит, односно учениците, средношколците и основците ќе бидат опфатени и ќе бидат запознаени со основните поими кои што најчесто тие не ги разликуваат, па би требало во секој училиште да има барем обуки, доколку не успееме ние се залагаме за воведување на сеопфатно сексуално образование, но доколку не се успее во тоа да се действува со одржање на некои обуки или часови во средните и основните училишта. Според невладиниот сектор, сеопфатното сексуално образование треба да се воведе уште од најрана возраст, односно во последните години од основното училиште. Сметам дека идеална возраст не постои, но најчесто треба да се почнува од 7-8 оделение па се до завршувањето на средно образование, односно до крајот на 4-та година. Анкетите на невладината Хера покажуваат дека само 1,6% од средношколците на возраст од 15 до 19 години користат орална контрацепција, а 34% од испитаниците користеле кондоми при последниот сексуален однос.